Б и Д се подразбира дека правата на оваа жена се воглавно прекршени во согласно тоа што не е дозволено самостојно да одлучува за тие човекови права. Одиме по 3 член 14. Од кој што стои? Да, член 14. 14 и 11, добре. Значи, што е потребно да направат надлежните институции и организации за подобрување на состојбата на жената на село? Еве што е на пример потребно. Потребно е надлежните институции и организации за подобрување на животот на жената на село да го обезбедат нивното право на. Значи, да го обезбедат нивното право за учество во изработката и спроведувањето на плановите за развој на сите нивоа. Под Б. Пристап до соодветната здравствена заштита, вклучувајќи ги информациите, советите и услугите во врска со планирањето на семејството. Под В. Директно користење на програмите за социјална помош. Под Г. Стекнување на сите видови обуки и образование, формално и неформално, вклучувајќи го описменувањето, како што е продолжување образование и слично, како и пристап до сите услуги во рамките на местната заедница, како и до советодавните услуги, меѓу другото, заради проширувањето на нивните општи технички знаења. Под Д. Организирање на групи за самопомош и на задруги за да остварат еднаков пристап до стопанските дејности по пат на вработување или вршење на самостојната дејност. Тоа е децата и жената, да го контролира незиното движење, контакти и сите тие работи. Второто, која е причината за насилство? Причина за насилство може да биде алкохол, меѓусебното недоразбирање, економската положба на семејството. Во конкретниот случај не знаеме зашто станува збор фактички. Трето конкретно, генерално. Еве не мора да биде за овој случај. Што мислите дека е причина? Еве една причина ако треба да наведете основна причина зашто постои станува при нас сега од нас. Ја мислам дека претежно е меѓусебното недоразбирање, дека сака да биде доминантна личност. Значи тука е клучноста, доминантна рекомендација. Кога зборуваме за причини за семено насилство, клучно е дека основна причина за појава и за обстојување на семеното насилство е прифатеноста на традиционалните патриархални вредности во семејството и бракот, па и во целокупното општество кај нас. Меѓутоа не само кај нас, генерално тоа е причината, бидејќи по дефиниција кога зборуваме за семено насилство, тоа е родово засновано насилство, бидејќи во најголемиот број на случаи жртви на семено насилство се жени. Така и во меѓународните документи се дефинира како една од најсуровите форми на насилство врз жените семеното насилство. Ова алкохолот, да кажеме, недоразбирање, економската подложба на семејството, дрогата, сиромаштија, невработеност, се фактори кои придонесуваат да ескалира насилство, како потикнувачи. Меѓутоа, корените се нешто друго, а тоа е таа нееднаквост на жената и подредена улога на жената во однос на мажот. Презречените, дали постои оправдување за насилно несување? Нашата група сметаше дека не постои оправдување за никакво семејно насилство, без разлика за што станува форма. Повикајте се на конкретниот член на Конвенцијата за елиминирање на дискриминација против жената, тоа станува збор за член 6 од Конвенцијата за елиминирање на дискриминација. Државните членки ги преземаат сите погодни мерки, вклучувајќи ги и законодавните, заради спречување на сите форми на трговија со жените, како и искористување на проституција на жените. Само мало обяснувам, ја ќе дам во поглед. Да речеме, известувањето да го правеше јесте и воопшто семејното насилство се подведува под овој член кој го регулира во смисла насилство во жените. Конвенцијата во самиот член, значи не го нема како дел семејното насилство, да кажеме. Меѓутоа во тие тоа реков дека треба да се гледат паралелно со овие документи и генералните препораки кои ги подготвуваат тие тела. Да речеме во генералната препорака, она што претходно го напоменав 19, да речеме се регулира детално семејното насилство. И таму се обврските на државите во однос на овој проблем што треба да направат. Инаку во однос на известувањето е покриено со членот 6. Само што ние сега бидејќи ги немаме генералните препораки не може да се повидено конкретно да инвестираме. Прашање 5. Каде може да се обрати жртвата за помош? Жртвата за
постојат SOS линии и сите тие форми. Под 6, која е улогата на надлежните институции? Улогата на институциите е да се пружи помош и да ја згрижи фактички жената и ако станува збори за децата. Тоа се однесува во однос на советување, потоа да се пријави случајот во МВР, доколку има, значи, како што станува збор за конкретниот случај, тепање, дури искршено со сите тие работи, а страната установа дава уверение за нанесена телесна повреда, што понатаму може да користи во случај. Центри за социјална работа, значи се состои тие полиција, кажатме, граѓански организации, се смета на невладините организации, кои што со помош на кампањи, емисии, предавања треба да ја подигне свеста кај луѓето дека постои семејно насилство и дека треба да се пријави, а не да се молчи. Планирана поставка, значи не е моментално, него е планирано. Да, по-дълго време нещо. Планирана поставка, понижување. Добро, го имаме, да. Да, е го понижување. Закана. Непријатно чувство да Непријатно чувство, реков. да, непријатно чувство за бидеш непријатно. За жртвата. За жртвата, Што не има дојде на предпоставениот. губење на доверба меѓу луѓето. Дека сите се такви како тој Изживување на предпоставениот. Изживување. На предпоставениот. Добро. Сега никој на некого го Добро. Конфликт, така. мобил кој исто да те прави несигурен. Не си сигурен. Несигурност. Несигурност. Ова скратување на информации, велам дека се тоа мобинг активности во рамки, значи, на одредена институција или работна организација. Ќе видиме дека таа листа на мобинг активности може да биде многу подолга. И исто така овде како што гледам, значи она што можеби исто важно дека мобингот задира во голем дел на човекови права кои што и слободно моите спомени, значи она што го носам како личен багаж во мојот живот или пак да гледам да го сменам правецот од она што ми се случувало и што понатаму може да превземам во однос на мобинг ситуација. Интересно е дека мобингот представува исто така психолошко насилство на работното место. Терминот е релативно нов, значи се употребува некаде во 20-тите години од овој век, но проблемите кои што ги носи мобинг ситуацијата или
она што представува мобинг всушност во самите работни организации не е релативно нов проблем, бидејќи тој датира всушност кога датира и човештво. Бидејќи во основа мобингот се сведува на одредени меѓучовечки релации кои што сакале или не сакале ние секојдневно со нашите колеги комуницираме, значи остваруваме некакви контакти и заради тоа, значи, тоа не се случува само во модерна ера, тоа се случувало од секогаш, значи од кога постои човештвото. Но во денешно време тоа е малку редефинирано, значи пронајден одреден термин кој што се нарекува мобинг. Во овој термин кој што ние го ословуваме е прифатлив, ние сме го прифатиле заради тоа што е термин кој што е интернационален, значи меѓународно е прифатен. А во македонскиот речник наистина ние не знам дали имаме соодветен термин со кој што можеме да ги објасниме овие моби активности или да го прифатиме како термин. Може би е добро во одредена прилика да направиме и трибина еве со Институтот за македонски јазик, па да видиме, значи, дали воопшто во македонската терминологија може да се најде си термин со кој што можеме да се обраќаме во однос на оваа проблематика. Вели, мобингот постои откако постои човековиот род и желбата на поединецот за власт. Поврзан е на одреден начин, значи, со позицијата која што ја има моберот, значи, оној кој што представува исто така насилник, бидејќи секогаш знаеме дека позицијата на власт носи моќ, а тоа му дава за право на некого да диктира одредени однесувања кон своите подредени и злоупотребата на ваквата позиција, значи, или на моќта или власта, која што исто така е сензитивно прашање, може да носите како негативни последици не само за жртвата на мобинг, туку и за целиот колектив кој што се случува. Потребата за понижување е произлезена од како постојат и чувствата за љубомора, омраза или гнев кај лицата. Значи, секогаш ова прашање е поврзано и со одредени психолошки состојби на поединецот, па така